Почитувани, вториот тат, пропаѓањето на Евростандард банката, предизвикува паника меѓу штедачите и несигурност кај граѓаните. Лошото менаџирање на состојбата создава паника кај голем број граѓани, кои ги вадат своите штедни влогови од другите банки. Тоа може да доведе до силни макроекономски потреси. Од друга страна, додека граѓаните стравуваат за своите заштеди, голем дел на луѓе од власта, меѓу кои министерката за финансии Ангеловска, си ги спасиле парите вадејќи ги од банката која сега пропадна. Но дека не е само лошото менаџирање, говорат и фактите кои упатуваат на тоа дека пропаста на Евростандард банка било смислено сценарио. Јавноста чека одговори кои точно струмички фирми соработувале со Евростандард банката. Дали е точно дека тие се од градежниот сектор и дали впрочем пропаста на банката е она што највеќе им одговара на струмичките фирми блиски до власта? Кои струмички фирми се офајделе од пропаста на Евростандард? Тие правеле пари, а сега граѓаните, поради несигурност, ги вадат од банка своите заштеди. Пропаѓа банка, трагите за незаконитото работење се покриваат, а народот стравува за своите заштеди. Овој случај покажа дека заеви не оставаат на случајност и зад овој втор тат седат луѓе од струмица блиски до актуелната власт. Ви благодарам.